Ерика и волшебните порти. Еднаш, во едно необично село сместено меѓу брановидни ридови и густи шуми, живееше едно младо девојче по име Ерика. Ерика не беше обично девојче, таа беше чувар на портите кон еден извонреден свет, свет каде што животните можеа да зборуваат, носеа живи бои како сликарска палета и можеа да се вивнуваат низ небото со грациозност. Ерика ги откри магичните порти едно сончево попладне додека го истражуваше работ на шумата. Собираше диви цвеќиња кога најде на треперлив свод исткаен од сребрени лози и блескав од роса. Како што се приближуваше, воздухот околу неа почна да зуи со нежна мелодија, а тивок глас шепна: Добре дојде, чувару. Љубопитноста ја разбуди, Ерика зачекори низ сводот и влезе во царство надвор од имагинацијата. Небото беше брилијантна таписерија од бои, а животни од сите нијанси се забавуваа на бујните ливади. Птици со смарагдни пердуви и азурни опашки танцуваа во воздухот, додека зајаци со златно крзно и сафирни очи разиграно скокаа меѓу цвеќињата. Желна да ја истражи оваа волшебна земја, Ерика наскоро се спријатели со жителите. Првиот што ја пречека беше мудрата стара бувка по име Оливер, чии пердуви блескаа како виножито на сонцето. Добре дојде, Ерика, топло извика тој. Те чекавме. Со Оливер како водич, Ерика сретна калеидоскоп од суштества. Тука беше Пенелопа, весел папагал со крилија во пламена црвена и портокалова боја, која обожаваше да раскажува приказни за светските чуда. Потоа тука беше Джаспер, нежен елен со крзно од блескаво сребро, кој ги покажа на Ерика тајните патеки низ волшебните шуми. Како чувар, Ерика имаше посебна должност да ги заштити портите и да обезбеди хармонија на двата света. Таа наоѓаше радост во своите одговорности, особено кога учеше од своите нови пријатели. Животните ја научија на јазикот на ветровите и тајните на џвездите, а за возврат, Ерика споделуваше приказни од својот свет, приказни за луѓето и нивниот сопствен вид магија. Низ своите авантури, Ерика научи вредни лекции за пријателството, храброста и убавината на различноста. Еден ден, таа му помогна на еден млад лисица по име Фин да го најде патот назад дома откако се изгубил бркајки пеперутки. Друг пат, таа организираше голема гозба каде што сите суштества можеа да се соберат, да слават и да ги споделат своите приказни. Преку нејзината љубезност и мудрост, Ерика негуваше врска меѓу двата света. Портите останаа мост на разбирање и чудење, благодарение на нејзиното старателство. Животните често го посетуваа нејзиното село, носејки радост и боја на нејзините пријатели и семејство, додека Ерика продолжуваше да го истражува волшебниот свет, откривајки нови чуда секој ден. И така, приказната на Ерика стана ценета приказна што се пренесува низ генерации, потсетник за магијата што лежи веднаш зад познатото, чекајки ги оние со срце да ја бараат.